Тргнувајќи од фактот дека старогрчката дефиниција за говорништвото е дека е вештина на убедување, очекувањата мои се да ја убедам публиката и слушателите дека конечно треба одговорноста да ја превземеме сите ние, како индивидуално, така и колективно, и да започнеме со решавање на проблеми, со реформи во сите сфери, значи образование, здравство, правниот систем, инфраструктурата, нешто што треба да ни го подобри животот денес. Датум за преговори може не годинава. Во овион штатуку примив одлични вести. Република Македонија доби датум за старт на преговорите за членство во ЕУ. Пред неколку часа се вратив од Берлин. Нашата земничка земја конечно почнува да преговара. Почнува да отвара поглавја. Не, ова не е 14 декември. Ова се изјави на наши политичари со кои не замајуваат веќе 2 децении. Да не беше трагично, ќе беше смешно. А трагично е. И смешно е. Во меѓувреме, променивме по некое знаме, по некое име, ја редефиниравме државата, еви на пат сме да промениме некои историски факти. Не бар историјата е македонски устав, па така лесно ќе се ја менуваме. И се тоа повикувајќи се на така наречените европски вредности. Новиот религиски култ во Република Македонија. Се извинувам, Република нашата земја. А за возврат, што добивме? Па срамота е, луѓе. Драги мои, денес не сум овде за да ви презентирам лажни вести и лажни ветувања, бидејќи тие си повеќе од очигледни, нели? Денес нема да ви понудам ниту некакви геополитички алтернативи, затоа што сметам дека европската интеграција не е ниту проблемот за нашата стагнација. Како да сме хипнотизирани од бајките на европската утопија, која треба да пристигне за скоро, за 10, 15, 20 години, па подзаборавивме да решаваме проблеми сега. Па токму проблемот ни е во менталитетот и во спроведувањето на внатрешните реформи. Блиските наши не си селуваат само поради животниот стандард, туку и поради руинираниот систем по сите основи. Нам насушто ни се потребни реформи во образованието. По можност, конечно да направиме еден македонски образовен систем. Нам насушто ни се потребни реформи во образованието. По можност, конечно да направиме еден македонски образовен систем, прилагоден на карактеристиките на нашето општество, кој би ги заменил непопуларните и непрактични за нас болонски, кембридж или фински системи. И наместо скапи тендери за обучување на магариња, можевме барем да имаме помодерни студентски домови. Потребна ни е реформа во здравството. Во овој сектор издвојуваме мизерна бројка од под 5% од бруто домашниот производ. Знаете колку издвојуваат европските развиени земји? Над 10%. Па не ги тежнееме кон нив. Очајно ни е потребна правда и правен систем. Па прекуглавани од нови законски решенија и скапи Луи Витон чанти. И мислам дека е редно време да се тргнат пипците на политичарите од судиите. Па сакате да зборуваме за патната инфраструктура? Замислете, со Косово и Бугарија, кои се втори, трети извозен пазар за државата, не сме поврзани со автопат. Што во обратна смисла би било непроценливо важно за нас. Па за овие очигледно необходни едноставни реформи не ни е потребна Европската унија, бидејќи ни таму не е се розово. Например, иселувањето во Бугарија, Хрватска и Романија после влезот во ЕУ се зголемува секоја година. Последствено, ако во 2018 година околу 75% од дипломираните македонски лекари побарале дозвола од лекарската комора да заминат во странство, замислете што ќе ни се случи откако ќе влеземе во ЕУ. Исто така, кај споменатите земји се забележува и негативна тенденција кај некои индикатори, како например корупцијата, што јасно ни покажува дека ЕУ не е само вилата со магичното стапче кој ќе ни ги реши проблемите. Ани младите повеќе не се палат на ЕУ, туку сакаат само да избегнат долго чекање низ ходниците на Бугарска, чекајќи го бугарскиот пасош. Да, таа е реалност. Токму затоа, денес сакам да истакнам дека ние сме тие кои треба да се промениме себе си. Да си ја побараме одговорноста во секој еден од нас, како индивидуално, така и колективно.
Доста веќе самите си бараме некакви камшици и тврдиме дека сме неспособни. И се додека јасно и гласно, со гордост го извикуваме тоа и очекуваме ЕУ да се сожали со нас и да не прими, само ќе заглавуваме во нејзините лабиринти. Ќе останеме изгубени во времето, би го барале семето, одејки по жица, а жицата нека не ни ја гибаат. И да не се разбереме погрешно, јас не сум против европска интеграција, туку сум против нивното дипломатско силување и идентитетско обезличување кој ни го прават. Да бидеме искрени, европските вредности повеќе не се фетиш. Европа може би се уште е најсексипилната дама во светот, но ние, прогресивни или регресивни, станавме импотентни.